да се докаже дека лимес од 4х плюс 1 врз 2х минус 5, кога х тежи кон плюс бесконечност, е еднакво на 2. Да забележиме, тука треба да докажеме лимес кога х тежи кон плюс бесконечност. Што треба да направиме? По дефиниција треба да докажеме дека за произволно епсилон поголемо од 0 или за било која епсилон поголемо од 0 може да најдеме реален број m поголемо од 0 така што ќе биде исполнето. Ако x е поголемо од m, тогаш апсолутна вредност од f од x минус l е помало од епсилон. Најпрво предпоставуваме дека епсилон е било кој реален број, односно нека епсилон поголемо од 0 е произволен реален број. Ако ова тука го примениме за овај лимес, кога тука го примениме, дадена ни е дефиницијата во општата дефиниција, ако ја примениме за овај лимес, треба да важи следното. X поголемо од m, x поголемо од m да повлекува f од x, во случајов тоа е 4x плюс 1 врз 2x минус 5, минус l, l во случајов е 2, минус 2, да биде помало од епсилон. Што треба да направиме? Треба да најдеме реален број m, така што за било кој реален број епсилон ќе биде исполнето следното. X поголемо од n повлекува апсолутна вредност од 4x плюс 1 врз 2x минус 5 минус 2 помало од епсилон. Како и во минатата задача, ја земаме оваа страна да видиме на што е еквивалент. Имаме 4x плюс 1 врз 2x минус 5, 2x минус 5 минус 2 помало од епсилон. Го следуваме овој израз. Најпрво, тоа што е во апсолутната вредност, ќе го запишам под заеднички именител. Заедничкиот именител е 2x минус 5 на 4x плюс 1, тој дел го препишувам минус 2 по 2x минус 5. Ајде најпрво ќе го средам ова, тоа ќе го средам прво ова, па ќе запишам дека е помало од епсилон. Го средувам тоа што е внатре во апсолутната вредност. Во именителот останува 2x минус 5, во бројителот имаме 4x плюс 1, минус 2 по 2x е минус 4x, минус 2 по минус 5 е еднакво на плюс 10. Имаме понатака, 4x минус 4x е еднакво на 0, плюс 1 плюс 10, значи 1 плюс 10 е 11, 2x минус 5 останува во именителот. Добивме овај израз дека е еднаков на апсолутна вредност од 11 врз 2x минус 5. Тоа е еднакво на апсолутна вредност од 11 врз апсолутна вредност од 2x минус 5. Ова е еднакво на апсолутна вредност од 11 врз, ајде ова ќе го препишам, 2x минус 5. Ова треба да биде помало од епсилон. Добивме некој оваков израз, 11 врз 2x минус 5 да биде апсолутна вредност да биде помало од епсилон. Овај израз тука е еквивалентен со следниот израз 11. Ако овај број тука дели ваму ќе множи. Значи имаме апсолутна вредност, ова е поголемо од 0, секогаш апсолутната вредност е поголема од 0 или еднаква на 0. Знакот останува непроменет. Битно
Бидејќи не е негативна, знакот останува непроменет. Така имаме епсилон по апсолутна вредност од 2х минус 5. Во наредниот чекор сакам да се ослободам од апсолутна вредност. За какви иксови јас ја разгледувам ова апсолутна вредност, односно апсолутна вредност од 2х минус 5. За x кога тежи кон плюс бесконечност. Имаме x тежи кон плюс бесконечност. Оттаму и 2х, ако x тежи кон плюс бесконечност, тогаш и 2х минус 5 ќе тежи кон плюс бесконечност. Што значи во апсолутната вредност имаме позитивен број. Апсолутна вредност од позитивен број е самиот тој број. Тоа го објаснувавме во многу од минатите видео. 11, бидејќи имаме во апсолутната вредност позитивен број, може да запишеме епсилон по 2х минус 5. Значи имаме 11 помало од епсилон по 2х минус 5. Продолжуваме понатака, имаме 11 помало 2 епсилон x минус 5 епсилон. Што ми е целта? Целта ми е x да го изразам, односно да биде на една страна, се останато на друга страна. Имаме 2 епсилон x поголемо, сега од оваа страна го запишувам, поголемо од 11 плюс 5 епсилон. Или x поголемо од 11 плюс 5 епсилон врз 2 епсилон. Или x поголемо од 11 врз 2 епсилон плюс 5 врз 2. Со следување на десниот израз од импликацијата добив x поголемо од 11 врз 2 епсилон плюс 5 половини. Па така, ајде да видиме што имаме во импликацијата. Сега имаме x поголемо од m повлекува x поголемо од 11 врз 2 епсилон плюс 5 врз 2. Се враќаме. Треба да докажеме дека за произволно епсилон поголемо од 0 може да најдеме m поголемо од 0, така што следново ќе биде исполнето. Ако x поголемо од m, тогаш апсолутна вредност од 4x плюс 1 врз 2x минус 5 минус 2 е помало од епсилон, односно x поголемо од m повлекува x поголемо од 11 врз 2 епсилон плюс 5 половини. Сега, ако за m земиме да биде бројот 11 врз 2 епсилон плюс 5 половини, дали секогаш ова импликација ќе биде исполнета. Значи, имаме x поголемо од m, следи x поголемо од m, што секогаш е точно. Дали ова m е бројче поголемо од 0, дали m е позитивен број? Да. Зошто имаме 11 врз позитивен број, што е позитивен број, 5 половини е позитивен број, ако собираме два позитивни броеви, секогаш добиваме позитивен број. Што направивме? Докажавме дека за било кое епсилон може да најдеме број позитивен m на следен начин, односно ако за m земиме 11 врз 2 епсилон плюс 5 половини, тогаш ова импликација ќе биде исполнета, што по дефиниција докажавме дека лиме со 4x плюс 1 врз 2x минус 5 е кога x тежи кон плюс бесконечност е еднакво на 2. Уште една, за било кое реален број епсилон поголемо 0. Ако за m зема 11 врз 2 епсилон плюс 5 половини, тогаш ова импликација ќе биде исполнета.